Добар ден. Денес овде во просториите на ЗЕЛС имавме работна средба со министерот без ресор во владата на Република Македонија, задолжен за комуникации, отчетност и транспарентност, господинот Роберт Поповски. Разговаравме за можностите за примена на алатките за отчетност на трошоците на носителите на јавни функции, што ја применува владата веќе извесен период за своите министри и другите носители на јавни функции од централно ниво. Дискутиравме за можностите истата да се примени во локалната власт, за градоначалниците, секретарите на општините и председателите на општинските совети. Генерално, јас како председател на заедницата на единиците на локална самоуправа, а и од досегашните средби со моите колеги во општините, присъедниците на телата на заедницата, можам да заклучам дека нашата заложба на сите локални власти е транспарентно работење, отчетност за сработеното, но и за потрошеното. Од тој аспект несомнено е дека го прифаќаме и овој начин на одговорност пред нашите граѓани за трошењето на нивните пари. Се разбира, сето ова наскоро ќе го дискутираме во рамките на управниот одбор на ЗЕЛС, но не се сомневам дека ќе биде или ќе постои некој кој што нема да прифати, бидејќи јас и сега гледам транспарентно работење, кое се согласувам, секогаш може да биде и подобро и попрецизно. Овде би нагласил дека исто како и владата, така и ЗЕЛС може да даде препораки до општините, бидејќи станува збор за единици на локална самоуправа, односно посебна власт, каде што секој совет носи собствени одлуки. Од тој аспект, на тој начин и разговаравме со министерот Поповски, понатаму да ни се отвори и можноста технички да го уредиме, да ја уредиме примената на оваа електронска алатка, тргнувајќи токму таа поделба на централната и на локалната власт. Дали некој ќе го користи овој систем или нас ни е потребен некој си посебен, по кој што би го веројатно би го одржувал ЗЕЛС, како што до сега ЗЕЛС одржува системи за другите општини, за општините низ Македонија. Сепак ова е наша прва средба со министерот Поповски. Истакнав дека целосно ја поддржуваме владата во насоките за транспарентно работење, јавност и отчетност на сите функционери во земјата. Само иницијативно да се справат сите со своите трошоци на најотворен и најтранспарентен начин пред граѓаните е навистина голема доблест за секој човек, а пред се висок степен на одговорност и желба за домакинско работење на секој функционер наспроти досегашното или претходното расипничко трошење. Мислам дека за тоа се залага и секој градоначалник и тоа е нешто за што на управниот одбор на ЗЕЛС ќе дискутираме и ќе препорачаме на градоначалниците на општините. Во рамките на овој проект, како што веќе нагласив, за сите градоначалници кои што ќе се согласат да го сработиме ова заедно со владата, ќе одржиме посебни обуки, начин како се води вкупниот систем заедно со министерот Поповски со цел да конечно во рамки на јавните пари ја овозможиме целосната транспарентност. Благодарам, повелете кажа. Му благодарам на председателот на ЗЕЛС за денешната средба овде во просториите на ЗЕЛС. Денеска, како што подолго време најавивме, активната транспарентност на владата ја презентираме и на првиот човек на локалните самоуправи во Република Македонија. Она што премиерот, министрите, замениците министри, државните секретари, директорите и замениците на јавни предпријатија веќе го имаат како обврска или укажување, денеска го презентираме и овде пред председателот на ЗЕЛС, со надеж дека препораката, ваквиот вид на транспарентност и отчетност за трошењата на функционерите кои што имаат можност да располагаат со парите на граѓаните ќе биде применет и на ова ниво, очекуваме дека ќе биде и реализирано. Повторувам уште еднаш и потврдувам дека владата може само да презентира и да препорача. Ние не можеме да ги задолжиме единиците на локална самоуправа и нивните први луѓе да ги применат, да ја применат алатката за транспарентност, но од друга страна, со оглед на огромниот интерес на јавноста и очекувањата како се располага со нивните пари, со парите на граѓаните, и при тоа исто така образложенијата на каков начин и со какви цели се трошат овие средства, очекувам дека ќе нема таков човек кој што нема да прифати или прв човек на општините и нивните најблиски соработници кој што нема да прифати ова алатка да ја пополни и да ја презентира пред јавноста. Транспарентноста е многу значајна. 11 години во Македонија се молча, се таја информациите. Препораката на оваа влада
предлогот на оваа влада, но и суштината и стратегијата на оваа влада е дека транспарентноста и одговорноста во владењето е суштина на секоја власт. Ние ги поставуваме стандардите на политичко однесување, новите стандарди на политичка култура во Република Македонија и верувам дека луѓето во ЗЕЛС, управниот одбор и сите градоначалници, нивните најблиски соработници, сето тоа ќе го прифатат и активно ќе го применуваат. Продолжуваме и понатамо, после оваа средба очекувам дека многу брзо истата алатка ќе биде предложена и препорачена за употреба и во законодавната власт, првиот човек на државата, правосудните органи и на тој начин да го заокружиме односот на отвореност и одговорност кон граѓаните. Благодарам.